Најпознатиот балкански тиктокер Macedonija Beka, ексклузивно за Hype Македонија. Шокантни детали и невидени признанија, како Далила Драгоевиќ му се нуди со покана да дојде во нејзиниот стан. И наравно кад доđеш да ме зовеш да се видимо. Мислим, глупо ми е, можеш и код мене да спаваш. Каква е нивната вистинска релација и што уште се крие зад сцената? Од каде му е најновиот модел на Порше од 200.000 евра? Каква е вистината за неговото бегство од затвор и како изгледале деновите зад решетки? Шокантни детали и признанија кои никогаш досега не биле објавени. Благоја Коруновски, Macedonijan БК. Добре дојде во Hype Македонија. Чест ми е што го имаме најдобриот балкански тиктокер за прв пат пред екраните на Hype телевизија. Кажи ми за почеток како си? Добар ден и вас. Мило ми е прво што ме поканивте. Голем поздрав до вас и до продукцијата. Изненаден сум како прво напредувате со виралност тука на нашите мрежи. Малце префрлам на српски, зашто секој интервју до сега ми било на српски. Така да, чест ми е што гостувам кај вас во ова емисија. Добар сум, иначе да, јас сум Macedonija Beka, еден од попознатите балкански тиктокери, стримери, кои држам лајвови и Благоја, може ли накратко да ни се представиш еве на публиката, можеби што не те познава, која е Macedonija Beka, еве, како што рече ти? Како е започна својата приказна на TikTok и како се одлучи да продолжиш во овие води? Еве, често да гледаме, секоја вечер можеме да ги гледаме твоите лайв стримови на TikTok и твојата огромна поддршка што ја имаш. Па вака, пред 3 години започнав со снимање на стримови. Претходно бев и поддршка на стримери кои биле на TikTok. Меѓутоа, по барање на публиката, која имам околу 170.000 на едниот профил, мислам профилот кој ми е секојдневен, и имам уште еден резервен профил, затоа што често се дешава да не банува TikTok на 7 дана или на 7 или на 24 сати, зашто возиме, например, и снимаме, и знаеме да добијаме некој бан, го користиме тоа во тој случај резервниот профил. Значи, вкупно имам преку 200.000 следбеници на TikTok, имам околу 40.000 следбеници на Instagram. TikTokот го користам повеќе за стримање и држење на лајвови. Имам доста добра и сериозна публика од сите бранши, како да кажеме и од познати музичари, имам од бранжа, да кажеме, на бизнисмени, немам од бранжа на деца. Значи, имам сериозна публика која ми даваат стварно огромна поддршка. Да не заборавам, имам околу 25 модератори. Тие се луѓе кои ми го чуваат грбот. Што значи тоа? Тоа значи, во принцип, кога некој ме хејте или ме напаѓа, тие ми чуваат грб, што значи ја немам, додека стримам за да не се дефокусирам, они преземаат акција, дали тоа го мутираат коментарот негов, дали го блокираат, да не може повеќе да влегува во лајвот. И тоа е тоа. Дали TikTok може да го наречеме професија, еве стримувањето на лайв? Дали тоа може слободно да се нарече нова професија на новото време? Па вака, значи на почеток кога почнав да стримам лајвови, тоа да бидам, да емитувам во живо на TikTok, повеќе ми беше еден вид забава, занимација и трошење на време. Меѓутоа, со самото време, кога видов колку имам сериозна публика и колку имам публика која ме сака, например, во мојот лайв или во мојот стрим, во еден вечерен лайв, и јас имам некојаш 1000, некојаш 2000, па кога сум имал и биг мечеви, сум имал и по 40.000 луѓе, да кажеме, во ист момент кои ме гледаат, али во принцип еден лайв ми траи негде од 4 до 6 сати, што значи дека во тие 6 сати ми поминуваат генерално од 300 до 400.000 луѓе. Значи, во една вечер го отвориле мојот лајв од 300 до 400.000 луѓе. Благоја, колку се заработува од TikTokот? Дали TikTokот носи повеќе пари или повеќе главоболки? Па вака, можам да ти одговорам
и одговорно да ти кажам дека тоа ти е обострано. Моментално платформа не постои на која повеќе се заработува од TikTokот, што значи дека тоа ти оди заработка од поклони, ти даваат поклони, не е, например, спонзорства, не е донации како што е YouTube, така да се заработува доста солидно. Дали може би ексклузивно може да не го откриеш твојот баланс од TikTok, еве за нашите гледачи, да видиме чисто како тоа изгледа? До сега не сум го отворил балансот на никој, меѓутоа ќе ви го отворам. Значи, еве, како што гледате, тоа е мојот профил. Мојот баланс се состои од 170 милиони коинси. Тоа значи во превод 170 милиони коинси. Малку неблагодарно да одговорам, меѓутоа кога ветив дека ќе одговорам. 170 милиони коинси во принцип ти се да на мојот профил, главен профил, влегле преку 2 и нешто милиони евра. Тоа значи дека досега има заработено од прилика таа сума. Па да, меѓутоа мора да се земе во обзир за тоа што и јас донирам, да кажеме на други стримери, и сум моментално еден од појаките левели на донации, 45 левел, што значи дека јас сум во најмала рака околу 500-600 илјади евра донирал веќе. Од тие дискутабилно е кога кажуваме донација е до стримери, значи сум донирал на стримери, ги исклучувам донациите кои сум ги правел до луѓе на кои им била потребна парична помош или било каква помош. Можеме да видиме на TikTok најчесто дека постојат многу конфликти. Дали ти имаш влезано во некој конфликт, еве, од познатите тиктокери или можеби јавни личности на естрадата? Па вака, да, постојат конфликти и сум влегол во конфликти. Посебно сум влегол во конфликти со луѓе кои се од реалните шоа. Со тиктокерите не сум влегол во конфликт, затоа што јас исклучувам возможност, ако не е мој левел да игра, да биде во лайф уклучен со мене, него ни додавам. Генерално, да, се влегувам и сум влегол со дел од познатите личности кои учествуваат по реални шоа. Кажи ми, тој конфликт некој, ако не се лажам, имаше со Стефан Карич. Зашто беше темата на тој конфликт? Конфликтот измеѓу мене и Стефан Карич се догоди, ајде да кажем, ние до некое време и се дружевме со него, меѓутоа дојдовме до конфликт од ситуација што излезе, протече снимка како оние нападна Наташа Шавија, со тоа што заврши и на суд. Лично мене Наташа Шавија ми прати видео снимок како изгледа она после тој напад, после тоа врз неа. Искрено ме погоди тоа, затоа што сум еден кој се залага за насилство против жените, што значи да во една вечер собрав преку 30.000 подписи од страна на моите фанови, во една вечер, и доставивме до еден адвокат во Нови Сад, од кој баравме да бидеме инволвирани во текот на судењето негово, значи да не може да се замачкаат работите, него да биде праведно, да биде не под притисок на јавноста, него јавноста да биде известувана, затоа што секогаш знаеме дека како тие познати личности на крај завршуваат. За жал, Наташа Шавија не изневери сите, делот го искористи со тоа што јас и мојата публика направивме притисок врз Стефан Карич, таа го искористи да се испазари и да земи поголема сума на пари, што значи дека и да ја повлечи тужбата против него. Жално за реално на другите жени кои имаат, да речеме, фамилиарно насилство или насилство на жена, за кој јас се стварно баш се залагам на TikTok. Благоја, колку од тоа што го гледаме на твојот TikTok е реалност, а колку само добра глума? Постои ли глума на TikTok? Да, кај мене постои глума на TikTok, а тоа е, например, повеќе глумам кога сум нерасположен, да бидам расположен заради моите
фанови, да кажем, и следбеници, затоа што не сакам мојата негативна енергија или моментот на негативната енергија кој го имам преку ден или ако сум го имал, да го пренесам и на нив. Тогаш да, има глума дека сум расположен и среќен, меѓутоа не е то така, али ипак на крај одржувам да лајвот заврши како што треба. Дали постои најлуда порака што имаш добиено во DM? Постои, има една разлика, имам јас и фанови, имам и фанатици. Фанови се луѓе кои те обожаваат и се тука за тебе, а фанатици се исто така луѓе кои те обожаваат, меѓутоа се спремни да одат подалеку. Во еден случај ја запалив лајф на мојот балкон и добив порака, точно знам сега кај си, од една женска особа тука од Скопје, не ја ни познавам која е, а точно знам сега кај си, почна да ми кажува ово она и знаеш оно малце имам такви, во принцип имам од 10 до 15.000 пораки на ден сметано и на TikTok и на Instagram. Дали некога си блокирал некого од јавната сцена поради хейт коментар? Поради хейт коментар не сум блокирал, меѓутоа сум блокирал, например, еве конкретно Далила Драгоевиќ, сум ја блокирал затоа што, например, кога се појави таа на TikTok, се подигна покрај мене. Затоа што таа, да, може би била добра учесничка во реалити шоу, таму ке што учествувала, меѓутоа не била добра на платформата на која ја преовладувам. Кога ја не ја подигнав на TikTok, она се изглупира, ајде да кажем, со некое свое понашање, што мораше на крај да заврши на блог и ајде да бидам искрен, значи еве ексклузивно ќе ви отворам. Можам да ти пуштам и да ја преслушаш, значи повеќе беше затоа што превише ми се наметна, на крај добивав, ме бомбардираше со гласовни пораки во кои со тие гласовни пораки ми бараше од мене да идем да као сама е во станот, ова, она и сите тие работи. И јас тоа чак и го пуштив јавно и кажав дека ако јас се дружам со некој на TikTok и имаме контент да функционираме на TikTok, тоа е на TikTok, а не да може после и приватно да ајде да не кажам да се манијачи на мене. Така да пораката која добив од Далила Драгоевиќ ја имам уште во телефонот, гласовна порака во која вика Македонија дојди кај мене, сама сум едно друго, меѓутоа ја ги знам тие ситуации така натаму, само заради тоа е блокирана. И наравно kad dođeš da me zoveš da se vidimo, mislim, glupo mi je, možeš i kod mene da spavaš, ja imam tu slobodnu sobu u stanu, da ne ideš u hotel. Иначе, генерално, ја не се замарам во делот со блокирање и тие работи, тоа го работат моите модератори. Имам предобар тим на модератори. Благо, ја имам приметено дека најчесто добиваш хейт коментари од луѓе кои што се базираат на твојот говор на српски јазик во текот на твоите лајвови. Зашто е тоа така и зашто ти зборуваш на српски јазик? Вака, кај мене публиката или моите следбеници се од, да кажем, 200.000 следбеници што имам, генерално 170.000 се следбеници кои ми се мене од цел Балкан, што значи од цела бивша Југославија. Мојата публика, за да ја задржам да биде во мојот лајф, морам да, кога јас зборувам, да ме они разбираат мене. Така да, то ти е едно прашање исто како ја да ти поставам тебе, зашто ти кога одиш во Грција порачуваш гиро на англиски, не порачаш на македонски, нема те разберат, или ќе се прават луѓе дека не те разбрале. Тоа е заради публиката. Хејтот е повеќе затоа што успехот некој го боли, така да мене не ми смета тој хејт, се редуцира одма. Кој од македонските тиктокери или јутјубери ти е тајна конкуренција, а никогаш не би го признал тоа? Јас моментално немам конкуренција ниту во Македонија, ниту во Србија, не можеш да ми наброиш во моментов момент за тиктокери. Немам конкуренција ниту во Македонија, ниту во Србија. Може би имам во Босна конкуренција, затоа што таму има многу донатори од диаспората. Меѓутоа, сепак се држам да бидам еден од најдобрите на Балканот. Што се однесува на јутубери, кај нас јас го гледам како јутубер само ритко и така на овој Стефан Лазаров е сепак јутубер кој го користи каналот само за да држи подкасти. Не е јутубер, например, како Ритко. Ритко ти е занимлив, ти е интересен. А овој држи појче подкасти.
така да не го гледам као јутубер. Во делот на конкуренција не го гледам ни Бака Прасе, затоа што Бака Прасе е, например, друга бранжа, тој ти е јутубер. Меѓутоа, ако одиме во заработка на неговиот канал и на мојот канал на TikTok и неговиот на YouTube, ја еве јавно го предизвикувам, нека го извади неговиот баланс јавно за 2 години и ја мојот да видиме кој поќе заработа. Приметив дека стигна со бесна кола, што вреди едно цело богатство, колку што ја се разбирам од коли. Кажи ми, дали можеби TikTokот ти овозможи оваа кола, придобивките од TikTokот и заработката од таму, дали може да си пружиш една ваква кола со тие пари од таму? Вака, прво ќе ти кажам, да, стигнав со бесна кола, тоа е најновиот модел на Порше. Иначе, морам да признам дека Поршето, тоест најновото Порше, ми е донација од мојата поддршка. Не донација, него, ете, како да кажам, награда од мојата поддршка, кој се секојаш тука покрај мене. Ја, као што ти кажав, имам доста добра поддршка, кои се јаки бизнисмени или бизнисменки по овие наши простори, така да Поршето ми е поклон. Ајде искрено, дали си добил понуда за да снимаш нешто експлицитно за екстра хонорар? Да, имам добиено понуда за да рекламирам, пошто секојаш кога држам лајвови сум облечен. Требаше да бидам уклучен во една серија во Србија, доста добра позната серија. Меѓутоа, од некои објективни причини го откажав тој момент. А за реално шоу, ако имаш прашање, да, пред 2 години, тоест пред година и пол, имав секојдневно по 5 до 10 позиви од уредниците на едно реално шоу во Србија и одговорните на една телевизија која организира тоа реално шоу. Ми беа понудени да направам договори со кои ќе можам да спијам колку сакам без да бидам казнет, ќе можам да, нели, да правам испади без да бидам казнет, иако би бил јавно казнет, нели, за публиката, меѓутоа да не ми се одзема од заработката. Понудата ми беше негде околу 9000 евра на неделно ниво и понудата не ја отфрлив заради себе, и ја отфрлив затоа што мојата поддршка не ми дозволи, као не ти е место таму. Едини човек кој го почитувам од реалното шоу, да кажем, ете така се, ајде да ти ги набројам, еве, јас сум секојдневна комуникација со Маја Маринковиќ, со Јањуш, со Менсур. Меѓутоа, едини кој не подлегнал на ситуациите од таа продукција и од тоа реалити била Тара, затоа што никогаш не играла по нивните правила. Така да, едини човек кој има респект во тој дел е таа за мене. Кажи ми, кој е најконтроверзното видео што си го направил, а сепак не си го објавил? Постои ли такво? Да, постои контроверзно видео, имам едно контроверзно видео кое го добив од Босна. На него е снимано како својот маж е својата жена и не го објавив не од причина да не ми го банираат профилот, него од причина затоа што во моментот бев разочаран од постапката на Наташа Шавија да искористи мојата положба да се направи притисок врз цела јавност за на крај да се испазари да земи поголема сума на пари. Дали некој јавен лик те контактирал во тајност, да не сака да дознае? Во смисла, ете, да му пружиш поддршка, реклама на твојот профил? Да. Има повеќе со кои соработувам и на некој начин им правам некој вид на реклама, меѓутоа пробувам тоа да го направам подискретно, да не ги навредам, ипак се луѓе кои се познати на цела наша, да кажем, овие XU простори, познати на овие наши XU простори. Не можам да навлезам, иначе во комуникација сум со доста пејачи, баш со доста од... Дали би прифатил предизвик да го дадеш твојот телефон на нас, новинарите, што сме тука во моментот, за на 5 минути? Би прифатил да се вратам во затвор. Никако тоа.
Дали тоа значи дека има доста многу податоци, фотографии, скринови? Па, има се. Дали си фатил некој познат лик да те копира? 80% од стримерите. Затоа моето студио го менувам многу често, затоа што ипак сакам да бидам уникатен и не обожавам кога ме копираат, мада уствари извини, обожавам кога ме копираат, ама кога ме копираат по добрите работи, например по донациите. Зошто не ме копираат да направат донации, него ме копира како јас се носам во лајвот или како јас се понашам во лајвот. Ете, ради тие ситуации често менувам и студио. Изглед на студио. Дали некогаш си измислил некој скандал за повеќе прегледи? Ја имам доста прегледи и секогаш имам публика која ми е моментално во лајвот. Сум немал потреба реално од скандали или од такви вештачки фейк драми. Заради тоа и не сум имал потреба од тоа. Благоја, каква е разликата меѓу тебе на TikTok и ти во реалноста? Нема разлика. Нема разлика. Јас сум истиот. Каква понуда би те натерала да престанеш да снимаш за TikTok? Еве да ти ставам прстенов мој и да те побарам за жена, че сакаш да се ожениш со мене. Сега ќе кажеш ти не, значи ништо не би ме натерало, затоа што ширам доста позитивна енергија, имам доста добра публика и сега некојаш и кога сум преизморен, морам да запалам лајв затоа што телефонот цело време звони ајде. И што значи дека не би престанал, ништо не би ме натерало. Ниту некоја понуда би била толку тешка за да може да ме одвлече од TikTok. Кој е најлудото место каде што си снимал некој видео, некој стрим? Морам да ти кажам тоа, направив јас сум едини на TikTok кој направил студио на водно. Извадов, повлеков струја и да не ти навлегувам, направив студио на водно, горе на отворено и снимав преку студио од водно. Тоа ми е така нешто, да ти кажам, поексклузивно, кој до сега никој не го направил. Благоја, со кој најчесто си во комуникација од реалното шоу? Менсур, Јањуш, Маја Маринковиќ, Кристијан Голубовиќ, знаете дека му сум и кум на Кристијан Голубовиќ. Генерално сум со сите, освен со овие што се фолиранти и фолирантки, кои кај мене се на црвен картон. Постојат ли пријатели од јавните личности, вистински пријатели? Не покушавам да добијам во нив вистински пријатели, покушавам да останам на моментот познаници и да се дружиме, затоа што кога би влегол во подлабока комуникација и да одиме на поголемо пријателство, знам да 100% тука ќе престанат сите конекции, затоа што во принцип кај што се вртат пари, кај што се вртат големи добивки, тука нема пријателство. Виден си во Институтот за срцеви болести во Дедиње сега пред некој ден. Дали е тоа вистина? Зашто баш таму? Да. Во Институтот на Дедиње во Београд. Првен голем поздрав за цел персонал. Баш пев пред неколку дена таму. Ми правеа магнетна резонанса на срце. Откриено ми е после коронографија во Жан Митрев, откриено ми е дека потребно е да поставам 4 бајпаса и дека пред повеќе од 3 месеци сум поминал 2 инфаркти, за кои ја не сум ги сетил. Така да ќе видиме, се уште чекам конзилијарно мислење во моментов додека ја држиме емисија и мислам дека денес треба да го добијам тоа конзилијарно мислење. Багоја, имаш многу хуманитарни акции, дел од нив ги знае јавноста, некој не ги знае. Можам да кажам слободно дека тоа најчесто го правиш во тајност. Помагаш на многу луѓе. Кажи ми, од каде таа инспирација за тие толку хуманитарни акции? Дали тоа ти е еве на план листата дека мораш секогаш да го направиш, макар и минимално? Секогаш ми е на план, да, правам многу
хуманитарни акции. Некогаш во животот сите знаеме да погрешиме и бараме начин како да се искупиме за сето тоа. Така и јас пробувам да покажам пред луѓето дека не сум лош човек, дека сум добар човек. Имам премногу хуманитарни акции направено, што значи дека најмалце 20 до 30 хуманитарни акции имам направено само по Босна. Имам тука кај нас исто за кои имам благодарници во домови за безродители, кај што им помагам на децата, им купувам, ги терам да напишат на едно ливче што му е желба, да го тоа завиткаат и ми ги дават. Сум донирал исто во домовите кај нас за деца без родители. Секоја нова година, исто и оваа година донирав исто преку кај отец Оливер во од Драче, од црквата што е Свети Спас. Исто и таму направи донација со пакетчиња. Донирам во Лозница во Србија, им овозможив на едно семејство, им направив услови да можат да имаат минимум услови за живот, што значи 2 соби за децата, 5 деца има и 2 родители, немаја тоалет, немаја ништо, им го овозможив сето тоа. Исто така сум помогнал тука на едно бебенце во Чаир кое беше мало многу и баш ми е мило. И за тоа сум помагал доста, посебно сум им помагал на лицата со посебни потреби, тоа е инвалиди. Им давам мотивација да може да малку излезат во град, да малку прошетаат, со тоа што им купувам колички, овие кои се на батерии, они да може да ги опробуваат без да се уморуваат. Значи, акумулатори кои коштаат, да речеме, по 3, 4, 5 и повеќе илјади евра. Сум донирал доста и од тоа. И многу ми е мило и драго и се додека можам, тоа ќе го донирам. Благо е прекрасен пример за сите нас. Мислам, нема подобро нешто од тоа кој колку може да помогне некому. За крај на нашиот разговор би сакала да отворам една тема што сметам дека ќе ја заинтригира нашата јавност. Имаш поминато многу бурни времења пред TikTok ерата, еве да кажам. Имаш издржано и казна затвор, колку што сум запознаена, исто така и бегство. Некој има аргументи за тоа, некои лажни, некои вистинити. Како ќе ги опишеш тие периоди и што е вистината за сето ова? Како сите луѓе, човечки е да се греши, така сум сгрешил и јас. Нормално е дека се каам за некои работи во животот. Меѓутоа, што е тоа е? Дошло е до ситуација да поминам еден одреден период во мојата младост и во затвор. Сум го поминал на нозе, сум останал достоен на себе, немам никакви пороци. Никогаш не сум одел по не сум се буквално немам никакви пороци. Сум останал доследен на себе. Сум се понесол со сето тоа како што треба да биде и завршило како што треба да заврши. Да, имав ситуација која сум имал и бегство, тоест не било бегство да ја избегам од затвор, него едноставно тоа било злоупотреба на довербата на институцијата, што значи тие те пуштиле и ти не си се вратил на време. Меѓутоа, правно се води бегство. И сега знаеш тоа малце подига фама дека било бегство, меѓутоа тоа е тоа. И тоа што го имав како бегство ми беше повеќе заради лекување. Не можев да го завршам лекувањето кое го имав започнато, го завршив лекувањето и после сам се предадов. Значи не бев фатен, него сам се предадов. Благоја, ти благодарам на исцрпниот разговор, отворивме многу теми, не знам дали кажавме се, ако не сме кажале, ќе имаме и наредна прилика, ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник и ти посакувам многу успех во иднина. Ви благодарам и јас на вас, уште еднаш поздрав до вашиот медиум, стварно моментално еден од највлијателните кај нас. Се разбира дека ќе биде и така со ваква екипа како што сте вие, нормално и да биде така. Поздрав и до вашите уредници, поздрав до сите и посебен поздрав до сите кои ве пратат. Па макар и оние кои се хейтери, затоа што кај мене секогаш има едно мото кое гласи нема лоша реклама. Почитувани, јас сум Македонија БК, а вие гледате Хајп Македонија.